Во време кога банскиот туризам во Македонија, на Балканот и пошироко бележат главно позитивни финансиски резултати, во Кочани работите во таа сфера стојат блокирани поради разни нелогични причини. Во меѓувреме, поедини концесионери од други сектори со геотермалните води се расфрлаат најблаго речено неодговорно. Локалните власти се менуваат, но никој како да не го засега тоа што природното богатство и понатаму се искористува само за загревање во зимскиот период на институции, компании и оранжерии. Дури и општина Чешиново Облешево, кој го наследи руинираниот објект на некогашната бања во селото Бање, се уште не успева да пронајде начин и инвеститори да ја продолжи традицијата на бањското лекување и бањскиот туризам. И додека поединци се обидуваат да ги срушат бариерите, водата од бунарските системи кај подлог истекува само делумно искористена. Пред повеќе од 2 децении активисти во местната заедница во селото Бање правеа напори да ја заживеат старата бања, меѓутоа поради правни пречки се откажаа пошто објектот за кусо време беше уништен. Во време кога во светски рамки поради COVID-19 последиците кај населението, развојот на бањскиот туризам допрва ќе оди во нагорна линија и кога се очекува вртоглаво да растат инвестициите во такви спа центри, за обичниот граѓанин ќе остане неразјаснето колкави се тие имотно правни и други пречки кои не можат да се премостат за да локалното население добие бања, но и редица други туристички и стопански бенефити. Може само да се претпоставува каков интерес ќе предизвика бањата кај рудниците, односно рударите на Македонска каменица, Провишти и Крива Паланка, потоа кај спортистите, кај пензионерите и сите други.